Сообраќајниот предпразничен метеж од централното градско подрачје на Кочани се префрли во другите делови од градот, каде што доминираат малите зелени пазари и големите маркети, поради што на седницата на општинскиот кризен штаб беа утврдени дополнителни превентивни мерки. За да се воспостави ред и да се почитуваат мерките за заштита од коронавирусот, ќе бидат ангажирани комуналните редари, волонтери од Општинскиот Црвен крст и други служби, кои на локациите каде што се пазарува, ќе ги предупредуваат граѓаните за неопходното меѓусебно физичко растојание и за носењето заштитни маски и ракавици. Посебни мерки и препораки што денеска излегува, значи во следните 2 дена, во пресред на големиот христијански празник Великден, нешто што е многу важно е препораката сите граѓани кои се движат, односно одат во маркетите и во пилјарите, да ги почитуваат мерките и препораките, да држат растојание од пропишано растојание од 2 метри, да носат заштитни ракавици и заштитни маски и секако повик и до продавачите, односно собствениците на маркетите да не пуштаат повеќе од пропишаните лица внатре и секако да не пуштаат лица кои нема да носат со себе заштитни ракавици, заштитни маски и повик до сите граѓани апсолутно максимално да ги почитуваат мерките и препораките издадени од страна на владата, Министерството за здравство, Светската здравствена организација и секако мерките и препораките кои што ние ги издаваме како кризен штаб. На седницата на кризниот штаб беше побарана поддршка и од полицијата при регулирањето на сообраќајот на местата каде се забележани подолги застои. Слично ќе се постапува и пред верските објекти. Исто така, за престојниот викенд затворени за посетителите се излетничките места на Браната градче, Бавчалукот, Гоцева шума и како и Пониква. Имаше појави во минатото да дел од нашите сограѓани се дружат во викенд населби и се групираат во поголеми групи, што навистина е недозволиво во овие моменти на овој заразен вирус. И од тие причини посебно акцентот го дадовме на утрешниот ден, каде што нема забрана до 16 часот за движење, да навистина во овие посочени места да нема движење, односно да граѓаните ги почитуваат максимално препораките и мерките кои се препорачани, се со цел, како што реков, да допринесеме во спречувањето на ширењето на коронавирусот. Од општата болница со проширена дејност апелираа до пациентите да не ги злоупотребуваат здравствените упати за да излегуваат од дома за време на забраната за движење. Исто така повикаа да ги почитуваат протоколите за телефонски контакт со матичните лекари. Во пресред на великденските празници, мобилниот сервис за здравствени и социјални услуги и ангажираните лица во проектот Општинска корисна работа со поддршка од бизнис секторот од Кочани обезбедија пакети со храна. Тие им се дистрибуираат на лицата во социјален ризик на подрачјето на општината. Координаторите на мобилните тимови за поддршка во услови на пандемија од коронавирусот известуваат дека веќе се распределени пакети во селата Бели, Оризари, Градовци, Горни и Долни Подлог. Со оваа акција се опфатени и селата во високиот дел од Осоговието. Од име на семејствата од Кочани кои ги добија овие пакети, тимовите упатуваат на искрена благодарност до хуманите стопанственици. Општинската организација на Црвен крст упати повик до сите што се во можност да донираат храна, за да нема гладни за најголемиот христијански празник Великден. Ова е уште една од неколкуте акции што се реализираат на подрачјето на општина Кочани за најранливите и исклучените групи, како едно од најпогодените во здравствената криза. Пред една недела пакети со храна и хигиенски производи добија 80 на семејства во социјален ризик од Кочани. Надлежните повикуваат да се почитуваат мерките за заштита и за спречување на ширењето на коронавирусот, со цел секој поединец да даде придонес за јавното здравје. Пред неколку денови беа поделени 125 пакети со прехранбени продукти и средства за лична хигиена во Виница. Сега повторно со нови 100 пакети доделени на социјално ранливите категории граѓани во оваа општина.
Волонтерите од кризниот штаб и волонтерите од Црвениот крст во Виница безпрекорно работат во интерес на граѓаните на целата општина. Градоначалникот Ивица Димитров, кој вчера за Канал 8 истакна дека нема заболени во оваа општина од COVID-19, а 20 се во самоизолација и 6 во државен карантин. Со задоволство рече дека во услови на справување со вирусот, овие намирници ќе дојдат на вистинско место и во вистински раце. Упати голема благодарност до сите волонтери што ја реализираа оваа акција, како и благодарност за донираните прехранбени продукти. Димитров меѓу другото истакна дека граѓаните ја почитуваат одлуката на владата и мерките за справување со ширење на заразата и досега успешно се справуваат со состојбата со ниту едно заболено лице. Проблемите со водоснабдувањето од градскиот водовод во Кочани што беа регистрирани минатиот можат да се повторат и во престојниот празничен викенд, ако граѓаните не се придржуваат кон препораките за рационално користење на водата за пиење. Таков заклучок произлезе на седницата на Општинскиот кризен штаб на Кочани, на кој членовите, а и јавноста беа информирани дека потрошувачката е на горната граница на капацитетот. Веќе се појавиле и неколку сериозни дефекти на дел од главната водоводна мрежа, меѓу кои покарактеристичен е новонастанатиот проблем во близина на војниот одсек кај двојниот мост, што доправа ќе се санира. Градоначалникот Илиев, кој раководи со кризниот штаб, повика граѓаните да ги почитуваат мерките за да се избегне опасност целиот град да остане без вода. 85 часа се предвидени полициски час, сите ќе бидеме дома и навистина на сите ќе ни биде повеќе од потребна водата за одржување на лична хигиена, што е и една од основните мерки во борбата против коронавирусот и да навистина сите ние граѓаните водата максимално ја користиме за она за што ја испорачува јавното комунално предпријатие, а тоа е вода за пиење, а не вода за наводнување на зелени површини или миење на дворните површини. Значи, мојот апел, максимално одговорно однесување на сите граѓани во делот на потрошувачката со вода. Предходниот викенд Кочанското комунално предпријатие до потрошувачите испорачуваше по 195 литри вода во секунда, што практично е на горната граница од капацитетот на системот, па секое дополнително оптоварување може да предизвика дефект и негово запирање со работа. Од водовод информираа дека собирањето на комуналниот отпад од домаќинствата се одвива според планот, но забележано е дека граѓаните изфрлаат тројно поголеми количини ѓубре. При тоа се полнат вреки со предмети што се изфрлаат при расчистување подруми и тавани, што не е најприоритетно во овој момент. Затоа службите за собирање на отпадот во наредниот период ќе ги празнат само кантите за ѓубре и максимално уште 2 дополнителни вреки. При тоа упатија апел да не се трупа непотребно ѓубре, со оглед што престои подолг викенд. Земјоделците кои не се евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, а имаат потреба да извршуваат земјоделски активности за време на великденските празници, ќе треба телефонски да се пријават во Општинскиот кризен штаб. Ова е еден од заклучоците на седницата што ја одржа штабот според насоките дадени од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Неевидентираните земјоделци треба да ја најават својата потреба за движење до нивите на телефонскиот број 075 317 795, најдоцна до петок 17 април до 20 часот. Со тоа ќе можат да ги вршат земјоделските активности во сабота, недела и понеделник на 18, 19 и 20 април. При пријавувањето треба да остават лични податоци, телефонски број и да дефинираат точно време и место на извршување на активностите. Важно е да се напомене дека Општинскиот кризен штаб нема да издава дозволи за движење, туку само ќе ги евидентира земјоделците што го пријавиле своето барање за непречено движење за извршување на земјоделските активности. Потоа списокот на лицата ќе биде доставен до одделението за внатрешни работи во Кочани. На овој начин, оваа категорија граѓани ќе може да одговори на бројните потребни активности во овој период од годината во земјоделско подречје какво што е Кочанското. Источарите од источниот дел на државата се разочарани од цената за откуп на јагнето. Велат дека 100 денари по килограм е цена која е неисплатлива. Годинава ќе бидат во загуба. Треба да платат храна, да ги платат овчарите кои работат кај нив, а јагнињата ги продале за многу ниски цени. Треба да има цена од минимум 180 денари,
за да ги покријат трошоците. Сите јагниња им се непродадени. Кланиците им нудат 100 денари за килограм жива мера. Дел од сточарите се соочуваат и со проблеми околу обезбедувањето на храна за овците, бидејќи поради настанатата состојба со присуството на коронавирусот не може да продаваат јагниња, така што останале и без средства за набавка на храна. Ништо. Нема нити цена, нема ништо. Нема никој да ги откупи. 100 динара од кило дават трговците, а нема никој да ги земе и трговците не ги не зимат. Ништо стојат јагнињата, што ќе правиме. Заглавени сме на нула. А ја имам, може има и 300 јагниња. Сите стојат што да ги правам. По нема трговци, нема ништо, а они јадат и не знам што да ги правам. И ќе почнат више и да мреат. Нема од кој више тоа што имаше некоја пара, што беме земали од субвенциите, и ја ги дадуваме. И те сега почнаваме да земаме од тамо од едно место, и сега и тај забрани, и тај и више не дава. И се што ќе ги правиме, ја не знам. Сега ќе почнат и да мреат. Нема се, још сено нема и да се коси, сено да ги се дава. Рано е, нема сено. Моморуска, ечмени, тоа народо се однема. Нема никаква ни помош нема, за да се даде. Коло обезбедување на храна за овците? Па нема никој кој те така да повикне, да попита, да речете преку тоа или што има, таму има запишено, па да рече чека овој свет, па да ги дадеме помош. Нема ништо. Министерот за земјоделство Трајан Димковски деновиве изјави дека за земјоделците веќе се дадени неколку мерки. За мерката за откупот на јагнињата се зголеми дополнителната мерка од 1500 денари, а за оставено женско јагне ќе изнесува 2500 денари. Кога почна кризата со коронавирусот, стартуваше и криза за маски и ракавици и дезинфекциони средства во аптеките, не само во Кочани, туку и во целата држава. Постепено состојбата се среди и аптеките се снабдија со заштитни и дезинфекциони средства и сега во скоро секоја аптека граѓаните лесно може да дојдат до маски и ракавици и средства за дезинфекција. За тие 4 дена има. Проблем нема. Има и јадење и пиење, се има. Добро, кажете ми, еве, во аптеките веќе можат ли да се најдат маски и ракавици, бидејќи имаше кнап пред некое време? Ја пред 2-3 дена бев, имаше на лагер да се земе. И ракавици, тоа имаше. 35-40 денари, 50 денари, зависи од квалитетот. Дали се снабдивте со потребните намирници за продолжениот великденски викенд? Да, се сме спремени. Уште нешто зеленчук, ше мала работа и тоа е. Леп си име дома, месо, сумесно не користиме. Кара се наш не користиме. Те тоа е уште нешто зеленчук, друго нема што да надам. Кажете ми, како го коментирате полицискиот час, оваа состојба со коронавирусот? Испрно е, треба да се спроведува. Од мене толку треба да се спроведува, човек секој чува здравето. Ја ако чувам моето здраве, чувам го и твоето. Ти не чуваш моето толку. Да. Кажете ми, сега во аптеките веќе може да се најдат маски, ракавици, веќе има или се соочувате повторно со? Па ќе ти кажам, пред 2 недели жената води тржи од матичниот тако било направено 200 нешто на со нока 200 динар. А дали има, дали нема се не знам. Ти не одам. Имам си се снабдено, нема што да избор. Маски, ракавици може ли да се најдат сега веќе во аптеките? Те ја имам земаја. Ги има ли во аптеките? Има. По аптеки, по фирми шијат, прават. Како што гледаме дека се набавува. Не е толку критично, не е ризично. У тај дел, нели, маските. Може нешто повеќе, ама јас сум потребало, за мене кажувам дека има и фамилијата, има сите. Граѓаните велат дека почнаа да се стабилизираат и цените на прехранбените продукти во маркетите и веќе има нормални цени. Има и такви кои ја користат кризата состојба и Великден да ги покачат цените, но сепак не е тоа случај со сите маркети и не со огромен скок на цените, велат граѓаните кои веќе се снабдиле со сите намирници потребни за продолжениот викенд. Има ли покачување во цените во маркетите? Така некој драстичен скок на цените? Не сум забележил. Мислам дека исто. Добро, како коментирате полицискиот час, го почитувате ли? Па ја не сум у таа генерација, тие постара генерација, а однака го поштувам. До пред 4 се прибираме дома, така да добро е тоа. Тоа е добро. Така. Благодарам, фала.
Како и да е, маркетите сепак се плашат од инспекции, а од Државниот пазарен инспекторат ја смируваат ситуацијата и велат дека засега нема зголемување на цените на заштитните маски, брашното, маслото за јадење, средствата за дезинфекција и слично. Оттаму информираат дека до овој момент не се поднесени претставки од потрошувачи за зголемени цени на овие производи. И покрај тоа што засега нема злоупотреба на состојбата со коронавирусот од страна на маркетите и аптеките, инспекцијските контроли на терен ќе продолжат и во наредниот период. Сите оние кои ќе се обидат да ја злоупотребат ситуацијата со коронавирусот, односно да ги зголемат цените на некои производи, ќе бидат казнети за измама на потрошувачите, велат од Државниот пазарен инспекторат.